Почитувам колега Павле Трајанов, вас ќе ви се обратам, затоа што колешката очигледно го кажа ставот кај ќе се движи владеачкото мнозинство по однос на ова законско решение. И слушнавме сите флоскули кои што ги слушаме од владата последниве 6 години. Борбата со корупцијата е на завидно ниво, продолжуваме со борба со корупцијата, граѓаните мора да живеат во ред, мир, поредок, а од друга страна, во текот на вчерашниот ден, излегува евроамбасадорот Гир и вели реформите за борба против корупција во земјата се на загрижувачко ниво, бидејќи институциите не ги спроведуваат препораките кои произлегуваат од стратегијата за борба против корупцијата. Ова го изјави амбасадорот на Европската Унија Дейвид Гир и рече дека владата не направила малку во борбата со корупцијата. Нас тоа ни е јасно. Извештајот на Европската комисија го говори токму тоа. Јас го разбирам поднесувањето на ова законско решение ваше, со ваш предлог и секоја чест на луѓето кои што изработиле нешто, можност да предискутираме за она што се случува во државата. За жал, самиот старт на говорот, слушнавте, ни се прочитаа сите агенции кои што постојат во округот околу нас по однос на борбата со корупцијата, на директен јазик на кој што произлегуваат тие од нивните земји, на босански, на хрватски, на српски. И тоа беше целта да се каже нешто, а се избега од суштината. Слушнавме дека е изразен сомнеш кон овој закон, дека овој закон е во коализија со јавното обвинителство, дека агенцијата, онаа што вие ја планирате, ќе се меша и ќе зазема дел од работата во Министерството за внатрешни работи, во обвинителството. Отвараат дилеми дали треба да се земе надлежноста на МВР и на обвинителството, се со една цел да го одбијат у старт ова законско решение, за кое што ние ќе дадеме подршка од причина да продискутираме суштински за она што е проблем во државата, од кое што владата бега, ама ние како пратеници треба да се фокусираме. Што треба да направиме? Еве, ако тоа се надлежности на МВР, а гледаме како работи МВР, ако тоа се надлежности на обвинителството, а гледаме како граѓаните го оценуваат обвинителството, судството во државата, веќе јавно и европските представници и дипломати без дипломатски речник почнаа да зборуваат за состојбата со организираниот криминал во нашата држава. Она што можеме ние да го направиме и она зашто има забелешка, а зашто некако се избегнува целата работа, е предлогот да се направи надзорна расправа за националната стратегија за борба против корупција. И се од власта ќе речат да, имаме начелен договор за реализација на тоа, ама прашањето од опозицијата е кога? Вие за се согласувате, ама никако да го оствариме. Реализацијата на националната стратегија за борба со корупцијата е само 10%. И поради тоа се реакциите не само на опозицијата, туку и на европредставниците кои што јавно кажуваат дека малку е направено по однос на забелешките и по она што значи борба со корупцијата. Отсуствува волјата за политичката волја за ефикасна борба против криминалот. Јасно е дека отсуствува колега Трајанов. Зошто? Вие сами во самата дефиниција, во самата оцена за состојбите во областта за која што се разгледува, сте укажале на една дефиниција која што е прифатена од Советот на Европа, која што вели, цитирам, незаконски активности извршени од структурирани групи од 3 или повеќе лица кои што постојат подолг временски период и имаат за цел да извршуваат сериозни кривични дела преку користење закани, насилство, корупција или други средства со цел директно или индиректно да се стекнат со финансиска или друга материјална корист, затворен цитат. Тоа е тоа што се случува во државата. 6 години незаконски групи од 3 и повеќе лица користат вакви средства и гледате што се случува во државата. Јавно зборуваат граѓаните. Ама сега владачкото мнозинство ќе ни кажува флоскули тука, зошто не било добро законското решение, изразува сомнеш. Луѓе, секој ден треба да имаме седница за оваа тема. Ова е темата која што ги мачи граѓаните. Ова е темата поради која иселувањето во државата е на ниво на која што е. Ова е темата на која што треба секојдневно да имаме комисии. Ова е темата за која што треба да зборуваме не само по предлог на законско решение, туку на дневна основа да го зборуваме ова. Ама ние имаме
од другата страна владеачко множество, кое што треба да каже нешто, добро спакувано, тоа да изгледа добро за јавноста, и на крај на денот ова законско решение денеска ќе ви биде одбиено по она што јас го гледам како се почна целата активност. Имаме институции доволно, рекла. Имаме доволно институции, ама не работат. Тука е проблемот. Каде ја гледам проблемот? Проблемот го гледам затоа што вие предлагате независно тело кое што ќе треба да се бори со корупцијата. Да не се доведуваме во ситуација оно што се случува во државата. Знаете какви беа реакциите за поставувањето на Абази како председател на Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Не наше. На дипломатите, на граѓаните, на начинот на избор. На секој ниво е така. Во изборот во судскиот совет, во Советот за јавни обвинители, суди и обвинители, секој избор е скандализиран и секој избор е поврзан со власта. Ние имаме проблем што власта се меча во овие институции. Немаме проблем со нешто друго. Убаво напишани законски решенија имаме. Ке ги прочитаме и на српски, и на македонски, и на босански институциите. Ама што правиме со тие институции? Дали се бориме навистина со тоа што значи организиран криминал во државата? Не. Дали сакаме да го решим? По ова што го гледам, не. Во самиот старт. И да бидам концизен и краток, сметам дека ова е добро, законско решение, врз основа на кое што треба да дискутираме и да темелиме понатамошни постапки за изноѓање на решенијата за борбата со високиот облик на корупција и криминал, без да користиме политички флоскули и да кажуваме зошто на времето сме имале едно СЈО, знаеме зошто било формирано, но знаеме и како заврши тоа СЈО. Вчера гледаме дека од обвинители од тоа СЈО стигнавме до библиотекари по завршувањето на активностите кои што ги имавме во тоа СЈО и на начинот на кој што ги имавме, и тоа политичко тело кое што тогаш беше формирано заврши на начин како што заврши. Сега дека ги ставате вашите раце и врз овие национални државни институции за борба со криминалот, организираниот криминал, ќе ни се случува ова што ќе ни се случува, и никога шанса на било кој пратеник во моментот Павле Трајанов нема да добие можност да дискутираме за конкретно законско решение врз основа на кое што ќе излеземе со некое тело и со кое што ќе даде резултат во борбата со организираниот криминал, кое што е на завидно ниво во нашата држава. Во секоја држава има мафија, нашата држава, кај нас мафијата ја води државата. Ви благодарам. Благодарам. Контрареплика.